Во 2018 година треба да започне изградбата на вкупно 467 социјални станови во Скопје и уште 4 помали градови во државата, што во изминатите години не беа опфатени со програмата за социјална заштита. Според програмата на Министерството за транспорт и врски, и Виница е вклучена во планот со кој ќе се гради така наречена социјална зграда со вкупно 39 стана, наменети за семејствата што живеат во услови на социјален ризик. Становите ќе бидат со површина од 35 до 45 метри квадратни, со што до некаде ќе се реши стамбеното прашање на најранливите категории граѓани. Покрај Виница, социјални згради ќе добијат и Свети Николи и Пехчево со по 34 стана, Пробиштип со 48, а останатите ќе се градат во Скопје. Се работи за мали станови што ќе можат да се користат по цена од 15 денари за метар квадратен, а според Акционерското друштво за стопанисување со стамбен и деловен простор, во тек е усогласувањето на активностите со Министерствата за транспорт и врски и за труд и социјална политика, за да се утврдат критериуми според кои ќе се прави распределбата на становите. Исто така се бара и најсоодветно решение како на поедноставен начин да се регулира плаќањето на надоместокот. Инаку веќе е завршена новата зграда со 43 социјални станови во Кочани и до крајот на оваа или на почетокот на идната година ќе биде објавен повик за нивна распределба. Изградбата на новите социјални згради, меѓу кои и она во Виница, е дел од проектот со кој до 2020 година Министерството за транспорт и врски треба да изгради вкупно 33 згради со 1741 стан за социјално ранливите категории. До сега се изградени околу половината од планираните објекти, а за што се користат средства од Банката за развој при Советот на Европа, со вкупен буџет од 50 милиони и 700 илјади евра, од кои 50% се обезбедени од буџетот на Република Македонија.